Здраво на сите и добродојдовте на мојот канал. Ова е прво видео за 2025 година и ќе споделам со вас неколку наслови и неколку романи што планирам да ги читам оваа година. Лани на почетокот на годината исто снимив видео со наслов што ќе читам во 2024 година. Меѓутоа е смешно, се смеев кога го гледав пред некој ден видеото, за да се подсетам што сум рекол дека ќе читам лани и сватив дека од сите 6-7 книги што ги спомнувам таму имам прочитано 0, ни една од тие книги, што веројатно покажува дека сум по спонтан читател отколку организиран читател со листа што ја пазам и се држам до тоа што сум го зацртал. Ако слушнам за некој добар роман или често една книга ќе ме одведе до друга, не знам, некој ќе ми препорача книга, нешто ново ќе излезе, значи не се држам строго до некакви листи. Меѓутоа, за оваа година мислам дека од овие книги што ги имам тука, сигурно повеќето ќе ги прочитам, ако не сите, без да должам многу. Еве ги книгите што планирам да ги читам во најмала рака, ако ништо друго може некој од вас ќе се инспирира да прочита некој од овие книги, или пак ако сте читале некој од овие книги, искоментирете ми и кажете ми ваше мислење. За првата книга знам дека доцнам на забавата Елена Феранте. Ова е првиот дел од незината серија од 5 книги, мислам, наполитански серијал на романи. Јас ја имам на англиски, ќе ја читам на англиски, знам дека ги има на македонски, може ќе продолжам, ако ми се допадне може ќе продолжам на македонски. My Brilliant Friend. Не ми текнува, мојата гениална другарка, мислам дека е на македонски, не сум сигурен. Значи, Елена Феранте, италијанска писателка, иако има мистерија која е Елена Феранте всушност. Многу читана, многу популарна книга, ќе ја прочитам прва, ќе видиме како ќе ми се допадне и дали ќе продолжам со сите останати делови. Втора книга, Han Kang, Human Acts. Ова е авторката на Вегетаријанка, за која што зборував, јужнокорејска писателка, ја доби Нобеловата награда. Ова е еден од незините најдобри романи. Зборува, мислам, за студентски протести и насилство во 70-тите години, мислам, во Кореја. Една од незините најсериозни книги, ја купив неодамна и дефинитивно Human Acts и Han Kang ќе ја читам оваа година. Третиот роман што планирам да го читам е Баронот во дрвјата или The Baron in the Trees. Не сум сигурен дека ова го има на македонски, ова Итало Калвино. Оваа книга баш од него сакав да ја читам. Ова е за едно момче кој што на 12 години ќе се качи на дрво и цел живот ќе живее на дрвјата. Итало Калвино го имам читано повеќе негови дела. Оваа баш сакав да ја читам, е негова позната книга. Очекувам многу од оваа книга и ќе видиме кога ќе ја прочитам. Итало Калвино е во секој случај фантастичен автор и раскажувач. Следно нешто е Вилијам Фолкнер, Авесалом. Значи Фолкнер го имам читано, веројатно неколку од неговите најважни дела, меѓутоа Авесалом не сум ја читал. Ова е негово, според некои луѓе, ова му е магнум опус, негов најдобар роман кој што најдобро осликува, не знам, неговата литература и начинот на кој што пишува. Значи, исто така имам големи очекувања од ова, затоа што Вилијам Фолкнер сигурно ми е еден од омилените писатели. Следниот роман, овој необјавен роман што ми го испрати другар Мишеј од Америка, Snakes Don't Die Till Sundown. Ова е се уште драфт верзија, мислам не е објавена официјално и идејата е да го прочитам романов, да му дадам фидбек, мислење и многу ми се допаѓа, многу ме радува тоа да можам да прочитам некое се уште необјавено дело и да можам да дадам моје мислење. Мислам дека издаваштвото во Македонија може да обрне повеќе внимание на уредништвото, на редакторство, уредување на романите, препрочитување, затоа што се издаваат доста романи кои што се гледа дека има роман, не сите, меѓутоа има добар дел романи кои што се недосредени и би можеле да бидат уште подобри ако некој ги исчитал и им дал фидбек, како и да е. Следен роман е Јон Калман Стефансон, Summer Light and Then Comes the Night. Летна светлина и потоа доаѓа ноќта. Идејата ми беше со Јон Калман Стефансон да не останам само на трилогијата, која што е фантастична. Имав прилика да разговарам со него на Bookstar. Супер писател, супер човек, меѓутоа сакав да прочитам нешто друго од него. Ова е роман кој што си функционира сам за себе, значи не е дел од некаков серијал.
Исто ќе го читам оваа година и ќе видам како пишува Стефансон надвор од таа негова позната трилогија. Нешто што го земав неодамна е Лимонов од Емануел Карер. Емануел Карер имам читано од него една книга, се вика The Kingdom, еден од најдобрите, најпознатите француски писатели во моментов. Ова е исто така негов роман во кој што ова е романизирана, да речеме, биографија на еден руски писател, многу интересен лик по име Едвард, мислам дека е Едвард Лимонов, значи откачен, контроверзен лик кој што живее во Америка и на други места, и Карер го зема неговиот живот и го претвора во роман. Значи ова не фикција, сепак е во облик на роман, меѓутоа базирано врз биографијата на Лимонов. Од ова исто така очекувам да биде интересно четиво, ќе не ми се допаѓа тој избор четиво. Интересен роман, интересно читачко искуство. Последниот роман, ова е малку по обемно дело по број на страници. Ова е Invisible Man од Ралф Елисон. Значи ова се смета за еден американски класик, за еден од најдобрите американски романи. Невидливиот човек од Ралф Елисон, значи исто така имам големи очекувања за овој роман. Значи во последно време читам доста американска литература затоа што сакам, меѓутоа и затоа што морам и затоа што ми треба. Така што овој роман полека ќе го читам и ќе уживам во овој роман. Тоа беше се за ова видео. Сигурно се надевам дека ќе ги прочитам сите овие романи, меѓутоа можеби ќе најдете нешто во ова видео што можеби ќе ве инспирира да земете да прочитате. Ако нешто сте прочитале од овие романи, помало пишете ми во коментар. Можете тука, можете на Facebook кога ќе го споделам ова видео. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!